Почитувани мои, добар ден. Пратениците во бугарскиот парламент во првото читање гласаа за измените во законот за бугарско државјанство, со кој јавно ќе биде објавен регистарот на сите лица кои имаат бугарски пасош. Измените во законот за бугарско државјанство, кои се предлог на лидерот на природба Костадин Костадинов, предвидуваат регистарот на сите кои имаат државјанство да биде јавен, а јавна ќе биде и церемонијата за доделување на бугарски документи. Предлог измените поминаа на првото читање, а на сила ќе стапат по второто читање и гласање во бугарското собрание. Бугарскиот европарламентарец Андреј Ковачев, кој е познат по своите антимакедонски ставови, на својот фејсбук профил веднаш ја поздрави оваа одлука на бугарските парламентарци. Сите наши сонародници од Република Северна Македонија кои се стекнале со бугарско државјанство во последните 22 години врз основа на докажано бугарско потекло и декларација за бугарска самосвест, со овој закон ќе бидат заштитени од говор на омраза и дискриминација во Македонија. Колку македонски политичари ќе се најдат на списокот? Треба ли Македонија да го укине двојното државјанство? Секако тука задолжително ќе ве потсетам да коментирате како што веќе и се коментираше поприлично многу, да шернувате и лајкнувате на Facebook Црвена линија, Facebook профилот на Тилма телевизија каде е објавена денешната тема, како и секоја наша, и секако на Инстаграм. Кликнувајќи на Инстаграм стори Црвена линија, денес ве пречекува следново анкетно прашање. Дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради економски причини? Две опции за одговор, едната е да, другата не. Кликате на вашиот одговор, а резултатите ќе ги соопштам по рекламите. Тука секако во продолжение ќе ве потсетам дека до нас се стига лесно 023070005, 90 секунди за секој гледач кој што ќе се вклучи да го искаже својот став и видување и се разбира задолжително намалување на тонот на телевизорот. Па ако ги имаме првите 90 секунди за првиот гледач, тогаш слободно да речам и за првото добар ден во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Ај, добар ден. Секој е добро. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори? Колку македонски политичари ќе се најдат на списокот според вас? Па нема тоа типа цел воз не може, брод, танкер не може да ги собере, па тоа ќе биде плева. Па добар дел од нив се све бугари, да ти кажам најискрено. Двојно државјанство дали ќе се укине, па права ти кажам, пожелно би било барем во врска со овие источни западни, па и јужниве не толку не преферираат они да бидат двојно државјанство. А неко овие другите двојца истокот и западот, да, со нив не може двојно државјанство се злоупотребува. Иначе го осудувам вадењето пасоши од економски побуди, затоа што бев на митинг вчера за онкологија, што беше двојца без тројца, значи малкумина, многу малкумина. Ја не знам членството на ДПМ како опозицијска партија, значи не ги ангажира своите активисти, симпатизери и све останато да протестираат во влада. Човече, значи ги не се инволвирани. Така да толку од борбеноста на Македонија, толку трае борбеноста. Свако чудо за 3 дана, после више аш. Треба ли да се укине можноста за двојно државјанство во Македонија? Да се укине, да, него само би кажал, ости ми малку секунда. Му пожелувам на тој министер Стоје да одма ги покаже списоците кои све имат бугарски пасоши. Е подбитно, најздрава работа за Македонија. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите и ве го слушнавте првиот гледач. Преминуваме на следниот. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас треба ли Македонија да го укине двојното државјанство и според вас колку македонски политичари би се нашле на овој список? Прво вака. Не слуша? Ленче, слушате? Да, ние ве слушаме одлично. Продолжете.
Јас го робя. Ало? Ве слушаме. Прво и основно, за да бидеш политичар, треба да имаш само едно државјанство, то треба да биде, значи, овде, во овој случај, македонско државјанство. А на списокот, јас го гледав на Фейсбук, има толку многу, што не можам да си замислам дека стварно поедини такви политичари што се занимаваат со политика во ова наша земја, жалосно е што тоа случуваат. Како можам да земам бугарско државјанство кога сум македонец или дупло државјанство, или српско, или не знам кој? Кој сака да се занимава со политика, нема бугарско ни никакво друго државјанство. Чисто македонско државјанство, тој може да се занимава со политика. Пријатно. Благодарам за јавувањето и јас ви велам пријатно, но секако и топло препорачувам да останете на црвена линија за да ги слушнете и останатите излагања на другите гледачи. Ајде малку да одиме онаму каде што не има, пред се ќе почнеме со профилот на Телма телевизија, тука заследете секако и еве како изгледаме таму, со оглед на тоа што црвена линија редовно ги објавува темите и на профилот на Телма телевизија, а и еве ги коментарите кои што ги има во поприлично поголем број. Продолжете и тука да коментирате секако понатаму. Билјана Биси има напишано: ама и адреса нека објавив, 100 душе на едну адресу. После омраза и дискриминација, ма ајде џабе ке ги објавив, кад па исто све ке биде. Она што секако исто останува е вклучувањето на вас, драги мои, па продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Погласно? Да, одлично ве слушам сега. Па еве, колку македонски политичари ќе се најдат на овој список, што мислите? Па има доста. Има доста. Првиот е Лупчо Ѓорѓиев. Понатака, кој има различите каракалчи, ето га, али ова е срамота што народ. Што бугарскија мажор. Да спитам, да имаат луѓето, дека се многу добри луѓе, ми варат тамо на работа, да иде со таму. А тоа ги варат. А не, дека се бугарите добри. Хајде да веќе Европа признава Македонија, да се напред од Бугарија. Да у Европа дури. Колку бугари ќе влезе во Македонија, македонски пати, да имат пола бугари. Пола бугари. Ама јас съм Европа, тоа напред Европската Унија, за да разгори земја. А не да дотаре. Си помогне да разгори. Ето ја, да тие грбани, тие паркети не се чупаат. Тоа, ето и борно. Благодарам за јавувањето и веќе подсетиме дека активна е денес нашата анкета на Инстаграм сторио. Прашање ќе го поставиме секако и до следниот гледач. Прашуваме дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради економски причини. Ќе почнеме со тоа. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, одлично, и сега убаво ве слушам. Па еве да почнеме, дали го оправдувате пред се вадењето бугарски пасоши од економски причини? Добар ден. Добар ден. Јас тоа не го оправдувам, затоа што народов, целокупниот народ, ако некој нема или не може да извади некој туѓ пасош, значи треба да умре. А ја мислам дека првенствено уште пред 10-15 години и порано, први што извадија пасоши тоа се политичарите и бизнисмените. Дали Имам политичарите ве вадат пасоши бугарски од економски причини? Да. Еве зошто. Бизнисмените што вадеа пасоши, вика, абе мене ми треба пасош за да одам во Италија, во Германија, ради бизнис, во било која држава, а со нашиот пасош не можеме да излеземе. Ама најжалосно е нешто друго, затоа и се јавив. Сите тие луѓе што вадеа пасоши, кога доаѓаше време, например, за избори или нешто, тие беа најголеми и најгласни патриоти, громогласници, говорници,
за Македонија, за македонство, за се. Чекај бе, братче, ти ако си се продал, ти не си веќе повеќе никаков македонец. Уште од тогаш имам кажувано, гледајте да видите за некоја година ќе ви дојде, ајде јајце да не кажам каде, со извинување, ќе ви дојде да видите што ќе ви направат тие било кој, дали е бугарски пасош или било кој. Така, благодарам многу Еве за вашето јавување во Црвена линија. Нови 90 секунди, нов гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила и вас малку погласно, подобро да ве слушнам. Се јавувам од Нови ден. Дали е оправдано вадењето на бугарски пасоши? Така, поради економски причини. Поради економски причини. За мене не е. А другата варијанта, дали треба да има двојно државјанство, да се укине двојно државјанство? Не. Да не се укине. Ама да сите патриоти заедно со Мецковски да се соберат во еден кош и да ги вратат сите пасоши земени од Бугарија. И тоа да ги истресат на граница, на царинарница горе, и да знаат дека бугарите не се тие кои можат да кажуваат тако треба и што треба. Оти ќе ви кажам дека татко ми со пушка ги гонел. Не имам повеќе да кажам. А Еве, колку македонски политичари ќе се најдат на овој список, според вас? Ова од македонските политичари. Така. Тоа би било се? Па немам друго што да кажам. Во ред, благодарам и за тоа што го кажавте и секако што се вклучивте во ова денешно издание. Продолжете да не гледате. Преминуваме повторно унаму каде што се коментира. Продолжете и ви останатите да коментирате, шернувате и лајкнувате на профилот на Телма телевизија. Токму под нашата тема еве уште неколку коментари. Гоце Стаменков напишал: нека го укине одмак, се откажувам од северно-македонско пасошот и ќе си го задржам бугарскиот. Еве, читам како што пишува. Само што поскоро да се укине двојното државјанство. Сунчица Чурич напишала: ништо страшно, веќе требаше да ги објават што е битно и кому или кого му е гајле. Како и да е, нас многу не интересира според вас колку македонски политичари ќе се најдат на овој список. Дали според вас политичарите кои што имаат извадено бугарско државјанство, односно бугарски пасоши, ги вадат од економски причини и дали го оправдувате вадењето на бугарски пасоши поради економски причини? Добар ден. Па вака ви кажам, значи никако нема оправдување за таа ситуација. Значи да се пишеш бугарин заради пари, тоа нема логика. Порано како обстојувале у османлиско. Ги тепале, ги беселе, ги колеле, ги плячкале, ги силувале и издржале. И сега имаат за јадење и за пиење, ама немаат други работи. Кои други работи? Не можат да издржат државата да ја продаат така. Како да го оправдаме тоа, ги вадат. Ние не ги вадиме, вика, пасошите заради не знам што, ама од тез го вадат. Да шетат низ државите, да имат злато, диаманти, што така. Не ми е јасно, не. Јас да го пишам татко ми, мајка ми, баба ми, чичко ми, сите, да ги пишам дека се бугари. По која линија? Зошто? И се они бараат од државата 300 работи. Епа чекај ти, што си дал на државата? Ништо. Според вас треба ли да се објави што поскоро овој список? И да се објави, и да не се објави, значи таа работа е завршена. Они се пишале бугари, нема потреба више да се филозофира, ме разбирате? Ама нека не се удираат у гради. Има поголеми ВМРО-вци, не ВМРО-вци, него СДМ-овци, повише поголеми македонци од нив. И џабе се удираат пола ВМРО се бугари. Пола. Ама тоа е, значи треба да си ја пазиме. Благодарам. Ја ќе подсетам, треба да се пази на тајмерот 90 секунди и секако да ви се заблагодарам за вашето јавување во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден.
Еве, ќе подсетам до нас за оние кои што може би денеска одлучија да се вклучат во црвена линија за прв пат. 02-307-0005. Секако не заборавајте да го намалите тонот на телевизорот, тоа технички причини исклучително важно, за да се слушаме добро и да внимавате на тајмерот. 90 секунди е за секое излагање. Добар ден! Добар ден, Тина. Добар ден! Како сте? Вака сега, моето мислење, зашто да нема двојно државјанство луѓето? Кој сака може да има, ама не да биде на функција. Кога сега, например, што се збори дека 15 пратеници има со бугарско државјанство. Никако на функција да биде. Како што се збори, например, градоначелничката има бугарско државјанство. На таа функција никако. А иначе зашто да нема? Сака, например, од мајка моја од Чешка, оне од Македонија, зашто да нема двојно државјанство? Ама во политика никако. Или во партија. За тоа сум многу против. А ова исто ме интересира, например, сега у Македонија се спомиња дека многу има бугарски пасоши, над 120.000. Сега би сакал, например, бугариве да објават кои се луѓето што ги имаат бугарските државјанства. Например, пратенициве не се од ако овако извадиле пасош бугарски, не се од економски причини. Не, они се знаеме дека имаат многу големи плати. Или некој друг функционер што е. Тоа сум највише против. И одма да летаат од функција. Ако е пратеник, одма истерај го од пратеник на негово место друг. Или на некоја функција министерска. Благодарам многу за јавувањето и еве согласно на што го кажавте пред малку, ќе продолжиме со нашиот профил. Тука сега го ќе ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија и тука поприлично многу се коментираше. Еве можете да видите како изгледаме. Црвена линија е нашиот профил, овде каде што објавена нашата тема, треба ли Македонија да го укине двојното државјанство како централно прашање, но секако во однос на темата еве го и првиот коментар од Винг Бачун кој што напишал и да објават како стотици на Бандера иста адреса живеат и данок да им воведат и војска. Кристијан Вангеловски напишал така треба, тие се најголеми патриоти со бугарски пасоши. Анастас Ристевски напишал да подхитно за државни службеници и функционери, мисли да се објави списокот токму за оваа категорија на политичари, и Алејандро Соса напишал едноставно треба. Ние треба да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Дали вие не слушате добро? Да, ве слушам. Одлично. Вашата тема е интересна и со внимание следиме, меѓутоа имам една забелешка мала. Не смеете на некои од претходните да им дозволувате да си даваат за право да коментираат и да оцрнуваат некој. Зарем унакопиле пред малку со збору? Па сега вака, вие не замоливте да имаме во предвид да не дозволуваме секако да се оцрнуваат имиња, а вие влетавте во своите 90 секунди со исклучително погрден збор. Црвената линија е екстремно сензитивна, јас ќе напоменам, тоа може на некој да не им се допадне, но етиката наша е строга во однос на тоа и со право. Црвена линија е емисија наменета за целата публика, што значи не следа и малолетната публика, дозволено е, а секако имаме многу наши верни гледачи и јавувачи кои што и доколку се гневни, доколку нешто не им се допаѓа, се разбира, го држат своето ниво и не употребуваат погрдни зборови, навредливи, вулгарни, секако пцости и она што е најважно, сепак поентираат со она што сметаат дека треба да се каже. Така да, еве, навистина ми е жал за претходниот гледач. Кажете го својот став слободно, но верувам дека сепак
Сите вие знаете што е етика и што е култура во изразувањето. Нема потреба од погрдни зборови и пцости. Добар ден. Добар ден. Се надевам не ми замерате малку што ме почекавте, но моравме да укажеме и на ова. Никако. Вчера ве чекав 20 минути, не е проблем воопште. Кога не ми е проблем чекањето воопште, само сакам да се вклучам во емисијата. Значи, ова што ви е напишано, ептен ви е добро. Па да ви кажам, треба шо е ова. Некој ќе има 2, 3, 4 државјанства. И шо е сега работава? Значи, јас сум македонец, користам бугарски устав и услуги, како да кажам. Значи, еве Германија, има и други држави, сега да не ги набројувам, сите знаеме. Ова да ви кажам и така треба да биде. Кој сака, како сака, нека се декларира, нека се земе такво државјанство и пасош, меѓутоа треба еднашка да се знае кој што е и каде. Сега кој како си се усеќа, тоа е лично свое, тука не можете вие на никого да му вперите и да му речете ти ќе бидеш ова или она, ако така сака, пошто гледаме дека има еве еден куп луѓе, ради сега некои економски причини, повеќе, меѓутоа, еве, некои остануваат понатака. Економски, неекономски, ќе си останат, можеби, со бугарските пасоши и понатака. Сега, тоа е нивно размислување, меѓутоа, треба да се знае стварно, да се подели кој што е и каков, али знаеме сите дека поради економски, еве, јас ги имам комши пријатели, знам, за времето зима бугарски пасош, да не чека, да не зимаат виза за Грција, да ви кажам, за колку нешто ептен, никаква економија. Буквално за да не чекаат овој за виза за Грција. Така да ова треба еднашка да се реши, па да видиме кој сме, каде сме и колку сме. Тоа е, мислам, најдобро, нема. Благодарам многу за јавувањето, секако благодарам и за трпението. Како и да интересот е особено голем за оваа тема. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор од Битола. Игор, еве, според вас треба ли Македонија да го укине двојното државјанство? Па треба да го укине, да. Зошто? Тина, јас сакам да кажам нешто друго, Тина, нешто друго. Болен сум, не сум ни оженет, ни почина, мајка ми и татко ми, брат ми не ме гледа, нема кој да ме гледа. Само ми се јавуваат контра револуција, не тоа, туку добар сум, примам инекции, не сум арен. Игор, навистина ви посакуваме пред се да останете во добро здравје и да останете еве со нас. Вие сте редовен гледач на Црвена линија. Но секако мора да напоменеме дека гледачите кои што се вклучуваат треба да се држат до темата за која што зборуваме, односно денес имаме конкретни прашања колку македонски политичари ќе се најдат на списокот и треба ли Македонија да го укине двојното државјанство. Дали сте за тоа веднаш да биде објавен што поскоро списокот на оние кои што имаат бугарски пасоши и еве меѓу другото, дали го оправдувате вадењето на бугарски пасоши токму поради економски причини? Добар ден. Добар ден. Се слушаме ли, Тино? Да, одлично се слушаме. Дали треба да се укине? Па дали се укинало или не, пошто зборат бугарите дека има 120.000 бугари пријавено, ќе си формираат партија бугарска, пошто сме најдемократска држава ние, така ли е? Ќе си формираат бугарска партија и пак ќе биде на власт. Цензус ќе направат сега пред избори, цензус колку треба, да сите партии може да изфрлат по некој пратеник и чиста работа. Начело ќе биде Љубчо Георгиевски, кој за него работат бугарски државјани, вози шлепери и тој е бугар. Ајде вака сега, треба ли според вас Македонија да го укине двојното државјанство? Па, ви рекол, дали го укинал или не, ќе се формира партија тие 120.000 бугари. Ама еве да постои можност според вас како граѓанин, сакате да има можност за тоа или не? Па сега би требало, ако веќе се пријавуваат бугари, па апелираат на, пази добро, апелираат на македонците во Албанија, толку патриотски
настапуваат да не се попишуваат као бугари, а врвни функционери во Македонија се попишуваат као бугари. Па кај го има тоа, бе? Сакате ли што поскоро да биде објавен овој список? Па најхитно што може. Најхитно што може. Ако зборат дека... Добро, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме и со коментарите. Ве потсетувам Facebook Црвена линија. Продолжете да коментирате, шернувате и лајкнувате. И ве како изгледа тука под нашата објава дискусијата на оние кои што не следат. Том Георгиев напишал да објават и на која адреса ги регистрирале. Душко Башевски напишал не треба. Луѓе кои одговараат со да, не го разбираат судирот на законот за државјанство. Постои позитивен и негативен судир на државјанство. Позитивен судир на државјанство е за луѓе кои имаат едно и повеќе од едно државјанство, а негативен судир на државјанство е каде луѓе немаат ниту едно државјанство. Како и да е, Зоран Котевски напишал треба да го врати името и знамето. Ево, исто така се коментира, водат луѓето на Facebook, дискусијата продолжуваат меѓусебно, а јас уште еднаш ќе потсетам, па и сега ќе ви покажам, задолжително да не заследите на Инстаграм. Во моментот во теке нашата Инстаграм стори анкета и ќе ви покажеме како изгледаме таму. Кликнете, заследете и дајте го одговорот на ова прашање, дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради економски причини. Две опции за одговор: да, не, резултатите по рекламите. Да слушаме што ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила погласно. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, не оправдувам ни едно, ни друго прашање. Секој има своја причина зашто земал туѓо државјанство. Ако почнеме така, половина Македонија, граѓаните од Македонија имаат друго државјанство. Да не кажеме, да не почнеме да броиме државјанство од бившите простори на СФРЈ. Српско, хрватско, босанско, црногорско, словеначко, косовско, албанско, па и егејците бараат грчко државјанство. Кој им брани на нив тоа? Колку земаат турски државјанства наши граѓани овде и сега учат турски јазик. Треба да видиме зашто бараат прво. Ако економски причини, тоа треба владата да ни овозможи на сите граѓани подеднак пристап до работното место. Не да бараме работно место прво во однос на партиска, политичка и национална припадност. Според вас колку политичари ќе се најдат на овој список? Кој сака да се занимава со политика, нека се одрекне додека се бави со политика и слично со државјанство странско. Ако не сака да се отргне со странско државјанство, нека се одрекне од македонско државјанство, да не гласаме за политичари со двојни и тројни аршини. Овде имаме ние политичари кои имаат и по 2-3 државјанства надвор од македонското. Затоа кажам, државата треба да обезбеди еднакви економски услови. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Еве, досега слушнавте што велат нашите гледачи. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво поздрав. Голем поздрав и до вас секако. Да, емисијата ви е супер. Благодарам. Многу го сакам македонскиот јазик. Многу сакам државата моја Македонија. И сакам да кажам дека само за политичарите би било пожелно по едно државјанство, македонско. Иначе нема во парламентот. А за овие луѓе што земе двојно државјанство од економски причини, тоа е нека не сметат. Али во парламентот кој влегби треба да има едно државјанство, тоа е македонско. Да живите Република Македонија и според вас колку политичари ќе се најдат на овој список? И све
Се најдобро, пријатно до наредната Во ред, емисија. благодарам се најдобро и вам ви посакуваме. Добре, веќе слушнеме следниот гледач каков одговор ќе даде на ова прашање. Според вас колку политичари ќе се најдат на овој список? Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе почнам поред 3 прашања има. Значи, првото, пасош од економски причини. Да, извинете, ама вие таму сте дале изјава и документи дека сте бугарски корени имате и бугарин сте. А бугарите тоа си го направиле осмислено и си го користат за своји цели. Не 130, не знам колку ќе излезат, разбирате? А други се оние случаи што некој мешани бракови така, тие не ги зборам. Овие другиве специјални, што се однесува до списокот, па видите, на веб-сајтот на гласачкото тело на Бугарија ги има сите имиња. Не мора да се објават. Кој сака нека провери. Јас сум имал мака па сум проверил. Значи ќе го видите дека е бугарски државјанин, а живее овде. И тука има и пасош. А што се однесува до трето прашање, пасошот. Да, ама мало морген што вика. Знаете зошто? Па ова ми личи на еден виц, нема време. Вицот вика, ало? Да, ве слушаме. Да, вика, сакате да останеме самички? Па сите имаат дупли пасоши. Источни, западни, јужни не можат имаат, зашто таму има само еден, или си грк, или си македонец, и во Германија е исто. Што мислите кога ние ќе ставиме тука само кој е македонец? Жити мајка, што викаат нашиве по дијалектов скопски. Ме разбирате? Да, ве разбираме и ви се заблагодаруваме за вашето вклучување во Црвена линија. Ајде сега малку и со твитерџи, и не ги заборавивме не во ова издание. Одеме и со првиот твит за денес. Флеш Гордон има напишано: значи, ај вака да разјасниме. Под 1, кога баравте бугарски пасоши, ги пишавте тато и мама дека се българи. По 2, графата зошто го барате бугарскиот пасош, пишавте од економски причини, only, или 3, дадовте ли свечена изјава дека се чувствувате како българин. Како и да е, според вас, колку македонски политичари ќе се најдат на овој список? Дали со нетрпение очекувате да биде објавен или не сте за негово објавување? И дали сте за тоа дека можеби Македонија треба да го укине да укине можноста за двојно државјанство? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па видите, јас сум да се укине двојното државјанство. Тоа е една работа. Втората работа, да не е тајна дека доста наши државјани имаат и други државјанства од другите земји од Европа и од светот. Но бугарите се први и уникатни кои бараат вие да го кажете коренот дека сте бугарин борот. И тоа ни направи големи проблеми. Кога ние опоменуваме дека ќе имаме проблеми со тие економски пасоши, тогаш никој не веруваше. Сега кога ги имаме проблемите, бугарите се криви. Така да, јас сум да се укине двојното државјанство, затоа што само така ќе видиме кој се осеќаме како прави македонци, како што викаме, или едноставно, да не речем, ќе бираме економијата. Не е тајна дека за да земете италијанско државјанство мора да се откажете од македонското, или до сега беше и германското, ама да и се и германците ќе воведат право да имате двојно државјанство. Србите мислам дека веќе го имаат. Што се однесува до политичарите, па ја мислам дека ние веќе ги знаеме и на прсти, а може и еден куп ги има. Тоа да кажеме Антонио Милошевски, јавна тајна дека има бугарски пасош. Силвана Бонева, фамилијата незина, децата имаат бугарски пасоши. Васил Пишев, газдата на Бисер Острумица. Без нели еве официјално нели да стои дека тоа е така, да не ги спомнуваме имињата, да еве. Ама ние пазете, ние веќе ги знаеме кои имаат бугарски пасоши. Проблемот знаете по мене што е? Доколку не се објави матичниот број. Така, благодарам многу. Повторно ќе кажам, од етички причини се разбира, додека тоа не се официализира, ние како медиум не можеме, се разбира, да дозволиме, нели да се укажува со имиња се уште кој има, кој нема од политичарите. Но сега кога ве прашуваме според вас дали ќе биде голема или мала бројката, колку политичари сметате дека ќе се најдат на овој список, и еве дали сте за тоа да се укине можноста за имање на двојно државјанство и дали го оправдувате вадењето на бугарски пасош токму поради економски причини. Добар ден.
Добар ден. Повелете. За водителката, поздрав и за телевизијата. Молам? Поздрав за водителката и за... Поздрав и за вас, секако, благодарам. Така. Види сега сино. Многу еуфорија покрај пасоши што земена. Луѓето се дружат, работиме. Најблиски народ сме тука заеднички. Знаете ли колку имаме соработка со бугари? Ја не знам, политиката иде многу лоша. Луѓето си соработуваат, колку фирми заеднички си отвараат, си стопаницуваат, работат, размени прават. Политиката сега одеднаш не знам каква има. Пасоши има, кој сака неки има, бре, тоа е уште големо предност е. Значи, ја не знам политичари имале ови пред мене, вика, дека имаат уште по соработка треба да живееме, Балканци, да се отвориме ко скандинавци, ние сме, не знам што да кажам више. А знаете дека соработка има на еве, секој месец имам, ми држат бугари, тренери, семинари. А они се, у Европска Унија, они се начелни, Србиве, исто така во спортот се начелни позиции, многу ни помагаат. Имаме соработка страшна. Овие работи треба да се фрлат на страна, да работат луѓето заеднички. Пасоши, што има веза дека имаме и бугарски, еве го Пете Наумовски, турците му дадоа кој најзаслужен кошаркар за играше за турски клуб. Така ли е? Благодарам многу за јавувањето и еве дојде времето за реклами, а потоа ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Завршија рекламите, време е да ви кажам еве инстаграмџи како одговорија на денешното анкетно прашање. За следете не, веќе ќе можете утре да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во нашите анкети. На прашањето денес, дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради економски причини, со да одговорија 45%, со не 55%. Како и да е, јас сега останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество пред се во Црвена линија, но тоа и не е крај на нашата дружба. Топло ве поканувам да се најдете на списокот на оние кои што освојуваат вредни награди, такви имаме многу, и се разбира истите вие кои што еве земавте учество во рамки на денешното издание на Црвена линија. Би сакала истите гласови да ги слушнам и да завртиме заедно на тркалото со цел да освоиме, например, денес главната награда ни е велосипед. А до велосипед се доаѓа на следниот начин, односно 3 точни одговори одговорени дадени на вкупно 3 прашања во рок од 30 секунди. И еве да помогнеме тоа да се случи. Внимавајте, ова се прашањата кои што ќе ни се паднат денес на квиз. Во кој град се наоѓа Брандербушката порта? Имаме такво прашање. Потоа, како на Ш се вика јапонското оружје во облик на звезда што се фрла кон противникот? Кој атлетичар освоил 4 златни медали на Олимпијадата во Берлин 1936 година? Кое доба настапило порано? Бронзеното или железното? И од што се плашите ако сте сајберфоб? Го имате Google за одговори, а јас верувам дека ќе ве имам вас за многу кусо време од мојата втора канцеларија.